Енергијата од водите на реката Брабушница се првите во државата кои се ефектуираат во производство на електрична енергија, како дел од проектот 406 мали хидроцентрали, кој го форсира владата на Република Македонија. Денеска во непосредна близина на селото Лаки во идиличен планински амбиент, министерот за економија Валјон Сарачини ја вклучи турбината на малата хидроелектрична централа, со што и официјално проработи овој електроенергетски капацитет по пат на концесија. Очекувам дека во наредниот период ќе можеме да присуствуваме на повеќе вакви настани и ќе почнеме да ја промовираме нашата идеја за промовирање на обновливи извори на енергија. Во Министерството за економија постои студија каде што се предвидени во Република Македонија да се изградат негде околу 400 електрани. Да бидам попрецизен, значи во студијата постојат 400 локации. Моментално ние подпишавме договори за вкупно 68 мали хидроелектрани. Ова што денеска го гледаме меѓу првите хидроелектрани, очекувам до крајот на годината да бидат завршени вкупно 10 мали хидроелектрани. Тоа што можем да го кажеме доколку се развие нашиот план и доколку успееме во наредните години да направиме една добра анализа и врз основа на тоа нели да се почне со доделување на концесии на другите локации, тоа би се во бројки фактички би значило дека ќе имаме негде производство на електрична енергија за сите локации до 1200 гигават часови годишно, што отприлика значи како изградбата на Вардарска долина која збориме последно време. Додека за сите 68 договори кои ние ги подпишавме и се планира да се изградат во наредните години, отприлика инвестицијата чинеше негде и се планира да се инвестира до 120 милиони евра, додека тоа што за нас е интересно дека се планира да се произведува негде до 300 гигават часови електрична енергија. Во името на концесионерот фирмата Мали хидроцентрали ДО Скопје за инвестицијата и значењето на хидроелектраната зборуваше Тодор Ангјушев. Значи, компанијата Мали хидроелektrани е строго наменска компанија, намената како за изграда на малите хидроелekтрани, така и за нивно управување и одржување после изградбата на малите хидроелekтрани. На 27 ноември 2009 година подпишавме договор со Министерството за економија за изградба на 7 мали хидроелektrани, од кои што со големо задоволство може да кажеме дека веќе 4 мали хидроелekтрани се изградени, а дека за останатите 3 мали хидроелekтрани имаме потребните одобренија за градба и се во завршна фаза на изградба. Директорот на Агенцијата за енергетика најави дека во наредните 20 години производството на обновливи енергии ќе доживее целосна експанзија, бидејќи постои огромен интерес кај инвеститорите од земјава и од странство. Овој капацитет како мало обновлив извор на енергија, каде што централата Брбушница со инсталиран капацитет од 576 киловати не представува некој голем, да кажеме, не представува некој голем извор на енергија, него представува обновлив извор на енергија кој што е дефинитивно многу битен за нашиот сектор, нарочито во Агенцијата за енергетика, каде што ние сме тие кои што ги даваме потврдите за како мислење за обновлив извор на енергија кои што во оваа проблематика не се лимитирани, значи секаде во другиот дел на обновливи извори на енергија каде што е фотоволтаиците се лимитирани со 10 мегавати, ветерната со 150 мегавати, биомасата 10 мегавати, меѓутоа за хидропотенцијалите немаме лимитирано за електрична енергија, меѓутоа представува еден убав дел на пеглање на напонот и на квалитетна испорака на електрична енергија за овој регион. Инаку доколку се реализираат сите 406 мали хидроцентрали, производството на електрична енергија на државно ниво од истите ќе достигне до 30% од целокупниот електроенергетски потенцијал.